Понеделник, 4 март, кратки вести во 12 часот. Синдикатите на 5 јавни универзитети во Битола, Тетово, Штип, Свети Апостол Павле во Охрид и Мајка Тереза во Скопје денеска од 13 часот пред лезовите на универзитетите ќе одржат мирен протест поради непотпишани колективни договори. Сметаат дека се игнорирани и дискриминирани од владата и собранието во однос на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, чии вработени од овој месец ќе добијат зголемување на платите за околу 22%. Го поздравуваат спроведувањето на колективниот договор со УКИМ, но на надлежните им порачуваат дека истовремено спроведуваат двојни стандарди, дискриминација и нееднаквост. 28,4% од возрастните во Република Македонија живеат со дебелина, информираат од Институтот за јавно здравје по повод Светскиот ден на дебелина 4 март. Најновите податоци покажуваат дека 30,5% од децата од 6 до 9 годишна возраст во земјава живеат со зголемена телесна тежина, 13,8% од нив живеат со дебелина или екстремна дебелина. Дебелината е почеста кај момчињата за разлика од девојчињата. Исхраната со високо преработена и енергетски богата храна, социоекономските карактеристики на семејствата и физичката неактивност на децата се клучни детерминанти на дебелина. Младиот Наум Стојановски, член на боксерскиот клуб Алексо Огненовски, освои злато на меѓународниот боксерски турнир Арена Куп 2024, кој викендов се одржа во Скопје во организација на боксерскиот клуб Чаир. Тој беше најдобар во категоријата до 67 килограми, а до златото стигна по победата над Рион Бајрами од клубот Шкендија No Limit од Тетово. Охриѓанецот Димитар Ѓорески исто така освои златен медал во категоријата до 63 килограми, а беше прогласен и за најдобар техничар на турнирот, за што доби посебен пехар. Успехот на боксерите од Охридскиот клуб го заокружи Петар Трајчевски, кој освои сребрен медал. Времето денес променливо облачно се услови за локален дожд, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.